Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на подкастот Проверитас во кој што говориме за факти и вистина. Вечерва ќе разговараме за еден од најубавите градови во Македонија, за убавиот Велес. Ќе говориме за проектите што се реализираат, за инфраструктурата, за економскиот развој, за културните и туристичките содржини што му даваат нова динамика на градот, но и за сите актуелни теми што ги засекаат велешани. На моје особено задоволство, наш гостин вечерва во студиото на Проверитас е градоначалникот на општина Велес, Марко Колев. Добро вечер и добро дојде во Проверитас. Навистина ми е драго што успеавме вечерва да ту крадеме и да ни бидеш гостин во Проверитас. Благодарам за поканата. Честа е голема, се надам дека ти има што да кажеме и ќе го задржиме на вниманието на гледачите. Апсолутно се согласувам. Може од понатаму од сега во емисијата да ти се обраќаме прво лице како Марко за да бидеме поблиску до гледачите. Да. Се знаеме многу години, нели? Да. Не случајно кажав на почетокот дека се работи за еден од најубавите градови во Македонија, ова не го правам со лице, него едноставно сум човек, знаеш, кој што често пати знае да оди во Велес и кој што го сака градот заради својата автентичност, заради својата култура, заради луѓето пред се таму. Изгледа интересен. Важи за град со многу богата историја, нели? Збориме за град кој што културата и еден силен локален идентитет, нели? Велес го спомнуваат и прва работа одма ни текнува на Петре Прличко, на Коста Солев Рацин, едни големи великани, нели? На Македонија. Да. Конкретно, Марко, на што си најгорд како градоначалник вака во твојот мандат и пол би рекол до сега? Добро, јас би сакал малку пошироко да ја продискутираме оваа тема. Не само јас и сите велешани сме горди на велешките великани кои што се навистини великани на Македонија, на Република Македонија, заради тоа што тие се врежени во колективната меморија на секој ден македонец. Ако се вратиме во историјата, не знам, голем дел на гимиџиите се од Велес кои што го направиле тоа за да денеска ние живееме слободно и да уживаме во убавините и во благодетите на слободата. Ние сме горди на гимиџиите, за тоа и ги славиме, и ги прославуваме и општина Велес организира вардарска регата во нивна чест која што беше брзо, нели така? Да, пред неколку недели една од најубавите манифестации кои што се поддржани од страна на општината, кои што за жал во историјата заради одредени, според мене, нејасни работи било прекинувано, но секогаш кога имало можност, се организирава, еве јас ја вратив и додека ја извршам позицијата ќе се организира, но добро е вака погруп да видам секогаш кога се СДСМ на власт нема регата, кога е ВМРО си има најнормално. Па тоа за жал така е, не знам зошто, сепак гимиџиите и тоа што го направиле не е само за одредена политичка партија, тоа е за Македонија. И добро е тоа што во последниве години сонот на секој македонец и велешанец исполнет фактички вардарската регата оди до Солун. Ги спомнавте вие Рациновите средби, ние се гордееме со тоа што го има направено Рацин и какви дела има оставено за Велес и Македонија и ние секогаш се трудиме тоа да го истакнеме и така гордо. Го спомнавте Петре Прличко кој што потекнува од Којник, најголемиот можем да кажем актер во историјата на Македонија. Еве, можеме да кажеме дека 4-5 години во негова чест општината организира и фестивал кој што навистина е многу посетен и е препознатлив. Така да сите овие великани и другите великани кои што се од Велес, не знам, Панко Брашнар кој што пред Панко Брашнар, така, да не го забораваме. Да, дополнително Васеговинов, Джинот и многу други деци кои што Па има генерација многу на спортисти, да не ги набројувам се еден куп велешки познати, нели? И кога еве првата работа која што мене како градоначалник и претпоставам дека секој еден велешенец сака да се истакне и да прозборува за убави многу работи за Велес, првен мислам дека потекнува од овие неколку работи кои што ги спомнав, на кои што навистина се гордееме, ги чествуваме, ги славиме и навистина убаво се чувствуваме. Кога говориш за Велес се град, дека говориш со многу љубов и дека многу си го сакаш градот по ова што го гледам во првиве неколку минути во емисијата и тоа е добар знак дека
и понатаму ќе се развива, нели, кога сакаш нешто, кога го создаваш, кога го правиш со посебна љубов, резултатите се добри на крајот. Јас во ова приказка на локална самоуправа сум поприлично долго, со тоа што овие 4,5 години извршувам позицијата на градоначалник, но претходно работев во Вардарскиот плански регион добри 11-12 години, каде што работев со 9 општини од Вардарскиот регион, тоа се од Свети Николе па се до Димир Капев, вклучувајќи ги тука и поголемите градови Велес, Кавадраци. Неготино и навистина јас оваа работа ја сакам. Ја работам со многу посетено, со многу љубов. Така. И некогаш и во политиката многу искреноста, па можеби не е добра врлина, но врз основа на тоа што се случи пред неколку месеци, па народот знае да награди искреност и честност, да им се каже, им се објасни на луѓето оваа работа може, оваа работа не може. Ние, например, вложуваме многу во се, заради тоа што сметам дека народот треба како Велес да добие и инфраструктура, и култура, и да се поддржи на некој начин и спортот, но многу се тука битни меѓучовечките односи, заради тоа што и јас се трудам да негувам меѓучовечки односи на највисоко ниво. До ден денеска се движам и со кола, и со мотор, но најчесто одам и пешки, се поздравувам со луѓето. Одиш како слободен и нормален човек по улиците. Па да, тоа ми е една од најдобрите работи која што се трудам да ги правам и ги правам со задоволство. Јас до ден денеска се чувствувам навистина прекрасно во мојот град и скоро секојдневно можат да ме забележат моите сограѓани и во централното градско подрачје, и во периферните делови на градот, и во високите зони на нашиот град, тоа не секако из низ селата. Тоа се доближуваш на некој начин до граѓаните, но дополнително па дознаваш некои работи кои што не ги знаеш, а народот на вистина има потреба и да ти ги сподели, некогаш е доволно и да се искаже. Да не бидеш во стаклена зона, знаеш што велат во политиката, кога е успех, ако кога излезеш од политиката, ако имаш повеќе пријатели и помалку непријатели отколку кога што си влегол, а тоа си на добар пат да го направиш ти, бидејќи многу е тешко, нели, во политиката да успееш да си ги задржиш и пријателите и да добиеш уште повеќе луѓе кои што имаат позитивно мислење за тебе. Говорам од причина што, нели, во Македонија сите ние знаеме политика, кој можеме сите се бавиме со политика, или сите сме селектори кои ќе седнеме пред продавница за фудбал, така да ти викам голем успех е да влезеш во политиката и излезеш со повеќе пријатели, на добар пат си да го направиш тоа. Само ја тоа го практикувам заради тоа што кажав дека имам искуство големо и сум учел многу од претходни градоначалници, добри и лоши работи. Добро е на сограѓаните да им кажеш вистината, заради тоа што најлесно е ти човекот кој што ќе го посети кабинетот на градоначалникот, тој е фактички кабинет на секој граѓанин на општина Велес, да го испратиш со работа која што е вистината и треба да знае. Не е само да испадне он среќен од кабинетот, заради тоа што среќата може да трае ден-два. Така. После тоа он го очекува тоа кој што ти си му го ветил, а некогаш некои работи не се остварливи. Значи има проблеми кои што се влечат 20-30 години, кои што не се поврзани со општината и тоа треба да го објасниме на граѓаните. Заради тоа што дел од граѓаните се уште не ја знаат и надлежноста на општината, докаде може, докаде не може. Некои работи не се возможни, се влечеле и порано да му ја кажеш вистината на човекот, не само да го како се викаш, да го испратиш со смеја, така, да се поздравите, да се гушните, а после 2-3 дена заради тоа што со тој човек утре па треба да се видиш. Да, на улица ќе се видите, и треба да се знаете. Ајде, Марко, да проговориме, имате многу богато културно лето, морам да признам по она што го гледам деноиве, што се случува во Велес. Вечерва е 16 четврток, завршува Велешкото лето официјално, така, на 16 јули. Не. Не? Или грешка сум? Грешка си. До кога да поправам. Добро, значи не завршуваме вечерва, така? Не. Ајде да продолжиме. Сега само што почнавме ние. Така, јас имам информација вечерва дека завршува, ама ете, погрешна ми била информацијата, одлично. Ќе ми кажеш се понатаму. Ме интересира исто така претходно содржа и Лума Фест, кој што привлече околу 1500 љубители на електронската музика. Јас и Тито душе сме рокери, повеќе слушаме рок, но и тоа е еден добар фестивал. Дали можеш да ми кажеш дека Велес добро се позиционира како град на културните случувања? Што се случува на ова Велешко културно лето и кажи ми колку е битно за граѓаните на Велес културното лето, говорејќи од перспектива за развиток на туризмот и привлекување на повеќе посетители, да речеме.
Јас би го нарекал не културно лето, туку културна година, заради тоа што ние ги имаме поставено така работите со еден добар тим на луѓе колку во мене кои што навистина посветено работат, заради тоа што многу е битно тимот да биде посветен и да имаш тим кој што работи на една проблематика, на друга проблематика, на трета проблематика, но јас имав среќа на првите години од мојот мандат да го имам Зоран Јутков, кој што беше председател на Совета, он добро ја познава културата и други соработници кои што навистина им помогна во делот на конципирање на една цела година која што е поврзана со културата. Значи ние некаде почињеме на почетокот на годината со еден хуманитарен концерт кој што го плаќа општијата, а парите собрани се даваат за донации. Тоа се некаде околу 7-8 јануар. Многу битна работа за мене, заради тоа што сакаме на еден убав начин да почнеме годината. После тоа сметав дека добро е да се организира Свети Трифун, заради тоа што сега не знам колку знаат граѓаните на Република Македонија, најголемите лозови насади се во околината на Велес. И најдоброто вино кој што се произведува од винариите е поврзано со Велес. Само ќе кажам неколку брендови, тоа е Бабуна, која што е исто така нели вино кое што го има на нашите рафтови, бело и црвено, тоа е од околината на Велес или Бела вода или некои други Центарот на Вардарска Македонија, како викаат, нели? И затоа сметав дека добро е да се организира Свети Трифун, каде што локални винари кои што се навистина добри, можеби помали, но многу значат за мене како ранчаник да се организира една таква фактички еден таков настан. Дополнително во текот на годината имаме 2 театарски фестивали. Еден е со традиција долгогодишна, тоа е Стоби, кој што се надевам дека во наредниве години ќе го вратиме таму кај што му е местото, тоа е на во квалитетот Стоби, но секако го формиравме, претходно кажав, во чест на Петар Приличков, фестивалот Петре, кој што навистина се случува некаде во март, април и значи многу за Велес. Формиравме исто така джез фестивал кој што навистина предизвикува голема посетеност од нашите сограѓани, но и пошироко. Дополнително 21 година веќе општина Велес организира фолклорен фестивал и тоа трае 4-5 дена, каде што имаме, може да кажем, од сите континенти во светот барем по еден представник. Тоа се случи сега пред неколку дена. Навистина Велес живееше во фолклорот, во традицијата, во културата. Многу ги поддржувам културните друштва во Велес. Тоа се три кои што ги имаме. Навистина многу ми значи заради тоа што анимираат голем број на деца, а таму се прават вистинските вредности што треба еден млад човек да ги има. После завршувањето на фолклорниот фестивал почиње Велешкото лето кој што трае 40-50 дена. Фактички ние завршуваме пред почетокот на школската година. Значи јас имам лоша информација дека веќе разнам. Ние имаме од прилика 35 до 40 настани во текот на Велешкото лето. Значи секој ден или преку еден ден имаме настан. Тоа се можеби помали настани кои што се поврзани со музиката, со литературата, со спортот, но многу е битно да се случува заради тоа што секоја вечер нешто имаш можност каде да исполниш. Например, во моментов имаме 2 дена кино на отворено. Фактички имаме 6 проекции кои што се случуваат на различни локации. Ги имавме Next Time пред неколку дена. Ќе ги имаме Супер Хикс, мислам дека околу 15-16 август. Ги имаме чалгиите кои што се многу битни за Велес и имаме прекрасен поштат кој што го направивме на Којники, таму ќе бидат чалгиите секоја година, фактички трета-четврта година. Значи имаме уште милион други работи кои што ќе се случуваат, фестивал на добра храна, на добра музика. Така да цело време се случува нешто. Тоа ми фалеше мене на почетокот на мандатот. Тоа беше првата или втората на година кога гледаш дека
летото навистина трае, децата се на распуст, одат на кампови, одат на одмори, но подолг временски период се во градот. И мораш како градоначалник и општината да им даде, значи последниве години Велес навистина живее во еден добар ритам. Пред неколку недели се организира и спортските игри кои што привлекоа 600-700 спортски имиња од цел свет. Тоа беше прекрасен настан кој што го имаме 3-4 години. Поточно годинава беше јубилејна 5-та година. И навистина цел Велес, цела Македонија беше во градскиот парк каде што имаме прекрасни спортски терени. Па после продолжуваме со уште мал милион други работи, па ни иде кон крајот на годината Винтерфест, еден прекрасен настан кој што ги зближува велешаните пред почетокот и дочекот на новата година, а можам да се пофалам дека Велес е еден од најукрасените градови во Република Македонија, заради тоа што имаме со километри осветлени дрва, светилки кои што ги се во сопственост на општината Велес, општината ги има купено, навистина е прекрасно како бајка. Така да кога ќе ги анализираме сите овие работи, претпоставам дека некои работи и сум пропуштил и сум заборавил, имаме и ние не културно Велешко лето, туку имаме културна година. И мислам дека Велес и заради тоа што има таква историја како што има, заради тоа што градот е таков како што е прекрасен, заслужува едни вакви културни настани, да се задржи културата, но секако и овие млади генерации кои што идат да се запознаат со историјата на некој начин и со културата на нашиот град. Тебе јавен апел до сите наши сограѓани во Македонија кои што летово сака да видат нешто интересно, посетете го Велес, посетете го културното лето во Велес, секој ден се случува нешто интересно, а и пробајте ги најдобрите специјалитети, би рекол, за храна. Кога спека храната, Марко, една од најпрепознатливите манифестации во Велес е познатата Велешка питијада. Многу позната работа, значи, во Република Македонија, вие и Штипсте, нели, како нека конкуренти во целата таа работа, но и двајцата добро го работите, тоа е и Иван и ти. Кажи ми, колку е битна оваа манифестација за промоцијата на Велес и за локалната економија? Дали е битна во во суштина се работи за една манифестација која што во тие денови практично цела Македонија е во Велес? Исто така, намерно ја испуштив питијата, претпоставав дека ќе ми поставите едно вакво прашање. Значи, првата недела во октомври традиционално се организира Велешката пита пастрамелија или познато како питијада. Сега зависи како ја формулираме, но важно тоа е настан, значи некаде зависи 8, 9, 10, 11, 12. Многу е битно и за градот, и за граѓаните, но и за промоцијата на општина Велес. Долгогодишна манифестација која за жал, па ќе кажам, во одредени периоди не се организирала, па се организирала, но јас сметам дека треба да се организира, заради тоа што не само гостителските објекти, не само кафичите, туку и целото стопанство во тие 3, дополнително 2 дена припрема и раскинување 5 дена живее. Јас слободно можам да кажам, и тоа може да се потврди, со секој што можам и сум имам направено мојот, дали е тоа кафич, дали е тоа ресторан, дали е тоа бутик, дали е тоа некој околно дуќанче маркет. Приходите кои што влегуваат во градот и се стварат, навистина многу помагаат во делот на локалниот економски развој. Можам да кажам слободно дека најслободно делот кафичите или рестораните ми кажуваат дека киријата за неколку месеци ја обезбедуваат и вработените се навистина задоволни. Се трудиме да биде многокултурна, се трудиме да имаме квалитетна пита, да имаме квалитетно вино, да ги имаме квалитетна македонска музика, но и од време на време носиме балканска звезда која што значи и привлекување на туристи надвор од државата. Не се случува само на вечер, значи целиот настан трае фактички од сабаља до вечер, заради тоа што угостителите и преку ден служат храна и вино и навистина тоа е прекрасен настан. Последниве години имаше огромна посетеност и тоа
ми представува еден од најголемите вака желби. И јас многу често знам да пишувам, значи душата ми е полна кога гледам дека народот е обидентен и дека се забавува. Тоа е најголемата придобивка на еден градоначалник. Инаку во делот на она што нели конкуренцијата си ја зборуваме, значи пита пастрамелија, сепак сите граѓани на Велес и на Македонија знаат дека се работи за пита кое што е подготвено со свинско месо и со пастрама, али не знам дали ја знаете историјата од каде потекнува, значи на времето пред многу години. Имам штипска некој потекло така малку субјективен ке видам нели во моментот Велес. Добро, јас ќе бидам искрен заради тоа што сум истражувал многу, но сум се консултирал многу луѓе на времето во Турско, во близина на Велес, поточно во Речени сместен голем турски аскер, ги фаќа многу големо зимо, они мора се прехранат и фактички од куќа на куќа, а на таваните во тој период до ден денеска може да се забележат како се слушаат овци. Фактички тоа е интересно. Ова е вистината и јас скоро секогаш се обидувам да ја кажам ова приказка, ова е фактички извадок од наши луѓе кои што истражувале од каде е фактички пита пастрамелија и од каде е пастрамата. Го имале прашното, имале јајца и дополнително пастрамата, отпосле ставено свинското месо. И тоа со единствена цел да се прехрани тоа зимо турскиот аскер кој што бил сместен во близина на Велес. Тоа е една приказка што Така, одлично. Да ќе видам некоректно ако те прашам каде е градоначалникот на Велес, мисли дека има најдобро пастрамелија во Велес. Па има секаде. Така. Да, значи на вистина имаме прекрасни ресторани и во Велес еден од Велес. Значи не е само питата, тука е добрата скара. Да. Позади сте помелено месо, помелено месо, значи има на пример на многу места прекрасно мелено месо кое што навистина нашите мајстори го прават навистина добро. Да. На тој навистина вкусно кое што еве Често ги поканувам, еве сите што немаат дојдено, а мислам дека Велес е поприлично пристапно место заради тоа што е во центарот на Република Македонија и може да го посетат покрај питата кои што имаме само исклучително во поголем ресторан, во поголем дел на рестораните во период после октомври па некаде до февруар, март, но и се уште ја има во некои ресторани, баш нетња, мислам дека се надо во еден ресторан. Кога има во месецот буквата Р, тогаш се го поставали, така. Заради тестото и заради овчото месо, но и до ден денеска ако некој инсистира на пита, има ресторани кои што и денеска ја подготвуваат, но па ќе кажам и доброто мелено месо навистина е добра работа. Но секако и гостителите и луѓето кои што ја послужуваат тоа навистина се изгледа како што мислам дека. Да не им правам реклами, јас знам често пати да отидам во Велес и добро да се најадам, морам да признам, во еден прекрасен амбиент. Ја јадам, ама умерено, така да се трудам да. Се гледа и по мене и по тебе, кој јаде, кој не јаде умерено. Јас сум 100 и нешто кила. Пред неколку дена оствари среба со белешките за нечи. Говорам посебно внимание на ова прашање поставам од приказна што нели занајатите полека изумираат за жал во Република Македонија. На оваа седба беа прифатени нивните барања по првиот јавен повик за субвенционирање на дефицитарни традиционални занајати. Инаку ова е мерка што истовремено го поттикнува економскиот развој и го зачува културното наследство. Колку е значајна оваа поддршка? Кои се следните економски мерки што ги подготвува општината? Нешто што сум приметил во моето искуство во животот кога сум шетал по градовите по светот, секогаш она што посебно ме привлекувало внимание се токму тие занајати во тие држави. Колку е битна оваа работа за Велес? Вака, пред неколку дена ја објавив слика со сите добитници фактички на овие финансиски средства врз основа на нивна претходна апликација и направив отворено муабет со фактички луѓето кои што се добитници. И ги замолив да бидат тотално искрени заради тоа што така ќе ми помогнат и мене за година, заради тоа што и во година секоја наредна година планираме да даваме поддршка. Прва работа, прв пат во историјата на општина Велес, локалната самоуправа дава поддршка. Тоа вака не сум го знаел ни јас. Значи немало до сега да општината ги поддржи за нечигите. Јас им кажав дека ова поддршка ќе се случува секоја година и секоја година да очекуваат дека општината ќе
застанен зад нив. Таа поддршка може да расте финансиски, но и да се проширува од делот на занаетите. Добро е што на таа средба имаше неколку млади луѓе кои што јас навистина ги знам од градот, но не знаев што се занимаваат. Значи бе прв пат дознав дека имаме млад прекрасен дечко кој што е ковач. Така. Да. Занечу изумира. Да, јас често спортувам, се движам и во теретана, и дечково го гледам јас фактички во теретана, ама не знаев дека фактички занимава со ова работа и навистина пријатно бев изненаден дека 10 години бил во Скопје, во Стара Скопска чаршија, го учел за наетот и фактички сега веќе е ковач кој што работи во на општина Велес. Но има и други, да, но има и други, не знам, имаме двајца гранчари кои што навистина гранчарството заради кочораците, заради другите работи, добрата глина која што имаме ние на територијата на општина Велес ги има и се надам дека во наредните години ќе има се повеќе и повеќе, но има и други занаети, клучар, не знам, сега не сгрешам некој од занаетите, но битно е дека сме почнале. Так. И дека наредна година ќе го прошириме тој опфат, а може да размислуваме изголемување на финансиските средства. Ние сега, например, по 15.000 денара дадовме, што они се задоволни за таа работа, заради тоа што покриваат одреден дел, но и па ти кажам, се чувствуваат прв пат дека не се заборавени од општеството, ниту па од општината. Да. За оние субвенции кои што ги даваме, навистина во изминативе неколку години фарен ги задржавме оние што се стандардни субвенции, тоа е за купен велосипед, за клима уред и за сончев колектор, но изминативе 3-4 години тоа не дека ние со тие пари ќе им помогнеме многу на луѓето, но мислев дека гестот е многу добар. Гестот кога имаме новороденче, да ете општината фактички да даде еден поклон, фактички тоа се финансиски средства кои што како не се потребни им помогнат на нашите сограѓани. Дополнително после го воведовме кога се запишуваат во прво одделение финансиска поддршка. Тука има родители кои што ти им купат дали облека на децата или ти им купат ранец или на прибор. За прв пат од вани даваме финансиска средства на деца кои што освоиле прво, второ и трето, прва, втора и трета награда на државни и меѓународни надпревари. Тоа значи ја гледаш среќата на децата, тоа не се многу големи пари, но некој се сетил на тие деца дека ете освоиле, ги следиме, ги поддржуваме и сакаме да ги наградиме. Има и други субвенции кои што ги дава општината и мислам дека тоа е добро прифатено, не знам, ева ова година фактички за прв пат од септември ќе добијат бесплатни униформи. Децата сакаме од прво од 9 одделение над 4000 деца да бидат унифицирани заради тоа што мислам дека тука ќе им помогнеме на родителите, но најбитно е тоа што ќе ги унифицираме и децата ќе бидат подеднакво нема се чувствува дека побогат, по-сиромашен, полош облечен, сите не може да си го дозволат тоа. Да, и во моје време бев унифициран и беше добро. Така е, и тоа е веќе одлука донесена, веќе фирмата е избрана, веќе мерките се земени од страна на фирмата, се шијат, се средуваат и се надам дека до 1 септември ќе ги имаат униформите и ќе почнеме. Па да, 4 парчења, да, 2 буздички на кратки, една на долги и еден дуксер кој што еве можам да кажам дека јас ова го видов последниве неколку години добро го прават колегиве од Скопје, дали колегата од Газибаба, дали колегата од Бутел, значи ние сме таа генерација на политичари на ВМРО ДПМН кои што навистина ги гледаме добрите практики еден од другите, консултираме се со цел да направиме на подобро општество за сите. Така да поддршката од општината е тука, е сигурна и нема да ниту намали, напротив може само да се зголеми, тоа го знаат граѓаните заради тоа што секогаш навремено е испорачено тоа што е ветено. Така јас би ти посакал на крајот на вториот мандат, последната година вториот мандат кога ќе ти биде, оваа бројка од 4000 униформи да биде 10.000 униформи. 10.000 дечиња да имаме Велес. Да се зголеми бројката на повеќе млади луѓе да имаме. Марко,
И јас се надавам дека ќе биде така, има некој тренд еве и да неколку фамилии добиваат и трето и четврто дете. За жал имаме многу и кои што се уште не се одлучиле на чекорот да завлезат во брачните води. Навистина добре да имаме деца, добре и улиците, и парковите, и школите да бидат полни со деца, заради тоа што тоа е боговство и тоа може само да не одржи како народ и како нација. Така. Неку аплициравте со 16 прекути преку средства од унгарскиот кредит. Најголемиот проект што веќе се реализира изградбата на подземната гаража, која е дел од поширокото урбанистичко уредување на централното градско подрачје, ништо што не требаше одамна на Велес, морам да кажам. Во меѓувреме беше изграден нов бесплатен паркинг на местото на стариот театар. Колку овие инвестиции ќе го променат секојдневниот живот на велешани? Не говорам само од просторен момент, него говорам и сите останати работи кои што ќе ги овозможат овие проекти. И кој вака уште некој би кажале, од 16 се работи сериозна бројка, до одлична реализација би рекол, наистина видливо е веќе во Велес тоа што се прави. Добро, кога ја баравме довербата на граѓаните пред 4,5 години, ние не видувавме чуда, заради тоа што ја знаевме состојбата на општина Велес и на другите општини. И секогаш кога зборував со граѓаните, им кажат дека многу ми е битно да ја подобрам подземната инфраструктура. Кога зборувам за подземна инфраструктура, мислам тука на водовод, канализација, фекална атмосферска и дополнително да се вложи сериозни финансиски средства во асфалтирање. За жал, во високите зони мораме да бетонираме заради тоа што нема пристап на финишер и многу е тешко да финишер влезе или камион за да се асфалтира, мора да се бетонира и по почување. И да обрнеме многу внимание, претпоставам дека во емисијата ќе спомнеме моделот на ние спортско-рекреативни комплекси кои што навистина се направени на секаде низ Велес, но да се сконцентрираме на прашањето. Втора година, не само општина Велес, сите општини во Република Македонија добиваат сериозна поддршка од владата на Република Македонија. За да реализира општина Велес и секоја друга општина, такви капитални проекти навистина треба поддршка, заради тоа што нашите буџети се сепак лимитирани. Јас ко подобри буџетот на општина Велес, тоа значително. Заради тоа што решивме многу проблеми за легализација. Илјадници стоја во фиока. Решивме даночни пријави кои што граѓаните молеа да се ги платат. Еве, во завршна фаза сме на тој процес. И врз основа молеле да платат, не им давале? Ви кажувам дека првите неколку години ме запираа луѓе, неискрено тоа ти го зборувам, дури веќе со солзи на очи и тоа возрастни луѓе заради тоа што не се учени да си платат. Тоа. Значи да не им се блокира сметката, да не им дојде после на еднаш и вика те молам синко, пошто некои од повозрастните луѓе, пошто јас релативно во тие години каде што може некои од тие родители, потоа што некои тие мои сограѓани ми биат и родители да си платиме. Значи ме молеле. Туру побогу, зашто не им дозволува да платат? Па заради тоа што не знам, не сакам да навлегувам 10.000 Александар 10.000 предмети имаше даночни 10.000 предмети во Велес. Да. Господе Боже. Рачуните дека работа. Бог да чува. Еве сега уште 2.000-3.000 предмети има кои треба да ги досработиме. 10.000 предмети. Страшна бројка е ова. Рачуните по 1.000 денари само. И секоја година. Тоа се пари кои што граѓаните могат да ги платат, а тие пари треба да се вратат пак и граѓаните. Место да е обратен процесот како што треба нели државата да го наплати данок да си го регулира, овде луѓето што сакаат да плаќаат молаа да платат, овие не го ме молеле го. Каков абсурд. Тоа е абсурд страшен. Ја спомнавте подземната катна гаража, едно од ветувањето кое што се зборува во Велес повеќе од 20 години. За да објаснам, пошто тој проект јас го немам објавено, заради тоа што очекувам деновиве да биде поканет и премиерот на Република Македонија да ставиме камен темелник на фактички на подземната катна гаража, заради тоа што ние 9 месеци, може повеќе од 9 месеци веќе купаме и работиме. Тоа е еден тежок макотрпен процес што работи во централното градско подрачје, заради тоа што имаме таму шипови, имаме колови, имаме греди, тешка механизација не може да влезе. Мораме да работиме со една машина, со еден камион заради тоа што влегуваме 13 метра под земја. Така, редуцирано е просторот. Да. И дополнително
таму има торкетирање и други работи кои што не можат, како да кажам, да се направат преку ноќ. Јас знам дека има реакција од граѓаните, споро се работи, но верувајте поарно поспоро да се работи, отколку да направиме некој проблем кој што за жал се случува низ државата, а дополнително во близина имаме неколку стамбени згради, судот ни е тука, имаме трговски центар, имаме централно градско подрачје. Идејата е да се направи подземна катна гаража, која што очекувам првите денови во август да биде ставен камен темелник, да оди 3 нивоа и горе да имаме ние прекрасен поштад, фактички поштадот да се издрвни со плотото пред судот. Тоа би изгледало многу. Тоа ќе биде прекрасен објект, заради тоа што јас ги знам и деталите и можам да ви кажам да ви гарантирам дека ќе има еден од најголемите и најубавите поштади во Република. Што е поврзано со судот, така? Сето тоа ќе биде реконструирано, тоа што е сега како на трговски и дополнително над ово што сега моментално го купаме, ќе имаме плоча и ќе имаме поштад. Значи нема да одиме ние во воздух, туку ќе се изедначиме со сегашното плато. И ќе имаме огромна површина на поштад, кој што ќе биде со гранитни плочи, ќе имаме урбана опрема и народот ќе ужива во тој дел на нашиот град. И за прв пат во историјата веле се кажеме дека има поштад заради тоа што неколку карактеристики на убав, на просперитетен град е да има поштад, да има музеј, да има библиотека, да има гимназија и други работи кои што не би сакал сега да го оптеретувам оваа дискусија заради тоа што имам уште многу работи кои што сакам да ги кажам со ова поддршка што ја дава државата. Значи тоа ќе се случи во наредниот период, дополнително работиме во неколку села, незамислено беше да се направи патот од Отовица до Сојаквари. Еве веќе првиот километар е асфалтиран. Искрено, јас беше дека тоа може да се почне со модел неколку пати на таму. Да, тоа е голема километража, се работи за целосна реконструкција, вадење на целиот асфалт, вадење на целиот тампон, ново тампонирање, многу приклучоци, 1 километар и нешто ќе има тротоар, патот ќе биде широк 4,5 метри и ќе има 2 слоја на асфалт. Фактички ќе го смениме ликот на Отовица кој што оди кон Сојаквари. Денови почињеме да го работиме со така едно големо ветување кој што 20 години кој чекаат граѓаните, тоа е патот Челошово до Рутовец, кој што е некаде на 1 милион евра. Го завршивме влезот во Иванковци. Денеска мислам дека почнаа машините да работат во Мамучево, одиме кон Башино село, кон Каласари, таму имаме инфраструктурни проекти. Во градот завршивме 2 улици, тоа е Белградска втора фаза, улицата Васи Говинов која што е поприлично долга и имаше неколку подпорни зидови е завршена. Почнавме да копаме пред неколку дена на улицата околу кулите, популарно кажано 11 октомври. После продолжуваме на кривините на Којник и на болница. И дополнително уште една улица ќе не остане дали ќе биде до крајот на годината или наредна година, тоа е кон железничката станица. Со овие проекти и претходните вложувања навистина можам да кажам дека ќе нема неасфалтирана улица во централното градско подрачје и во периферните делови на нашиот град. Навистина изгледа убаво, нов асфалт, изгледа убаво нови ивичанци, тротоари, вертикални и хоризонтална сигнализација и навистина се менува ликот на градот. Дополнително со пари од општијата и со пари на државата ќе почне реконструкција на спортската сала, една најубавите храмови кои што ги има Република Македонија. Покасно да те прашам нешто околу спортот поврзано, имам посебни прашања. Добро. Ставиме спортот на крај. И само ќе ја спомнам секако многу ми е битна пожарната, заради тоа што многу вложуваме во пожарникарите, во пожарната. Имаме една најдобрата екипа на пожарникари во Република Македонија кој што работи во 3 општини, тоа е законски, тоа е во Велес, Чашка и во Градско, но сега го помагаме и секаде кај што ќе имаме повика тоа сме го правили во Република Македонија, но и надвор од Република Македонија, заради тоа што пред неколку години бевме и на помош во Турција, навистина за земјотресот. Поминатото знаме и во Грција дека има одена велешката бригада која горела во Солун 80-тите. Таму ќе имаме сад целосна реконструкција, имаме добра опрема, вложуваме многу во опрема, во обука и навистина сум горд на таа работа, заради тоа што кога дојдов таму имаше нарушени меѓучовечки односи и имаше неисплатени додатоци кои што пожарникарите си ги бара по судска практа. Значи, немало комуникација, замислете, помеѓу пожарникарите и првиот човек на
општината. Не ме чуди, во другите општини истото се случуваше. Меѓутоа, ова не е нешто што е твоја офанзива во последниот период или во тојот втор мандат. Во претходниот мандат реализираше сериозен, вака морам да признам, инвестицијски циклус. Беа реконструирани преку 100 улици, изградени водни линии на повеќе од 50 улици, 20 канализацијски линии во градот и селата, ново градскиот пазар, улично осветлување, за нешто говоревме, мостот кај Башино село, оно што успеав да најдам, велосипедски пати гини за други проекти, еве денеска во нов мандат со нови приоритети. Ако ги споредиме двата мандата, дали си задоволен од динамиката на реализацијата на проектите во овој мандат? Претходниот гледаме одлично било и многу подобро од одлично би рекол, според бројките. Не секогаш може подобро, но во овој втор мандат зборуваме за многу посериозни проекти. Така. Првиот мандат, првите 2 до 3 години бевме во опозиција каде што ние немавме никаква поддршка од централната власт. Напротив, имавме проблеми по сите основи. Да. А сега имаме, поточно во Велес беше тоа поизразито. Да, со зимање на ингеренции, самотретирање. Да, школи едно друго што тоа беше, значи неподносливо и тогаш викав дека таквиот начин на водење на политика не носи ајр. И ги предупредував дека одат во погрешен правец и тоа се докаже на сите следни избори. Но тоа е друга тема. Значи, како што кажав, секогаш може подобро, но за жал, не знам сега дали другите општини имаат подземни катастри, но Велес нема подземен катастар. Ние имаме неколку улици кои што навистина ги работевме малку предолго и заради тоа во многу наврати им се извинив на граѓаните, и сега се извинувам, иако имам разбирање и сериозни резултати добив на тие избирачки места во тој дел на нашиот град каде што се случија тие подолги реконструкции, заради тоа што фактички ти почнуваш да копаш, не знаеш што се случува подземје. Има инсталации кои што се направени пред 40-50 години, ги нема никаде заведено, не знаеш на која длабочина, не знаеш во кој фие. А кога се работи нова улица, подобре да се смени се заради тоа што таа треба улица да трае 20 до 30 години. Така да имавме еден проблем кој што се случи на улица Белградска, тоа беше првата фаза кој што беше финансирана од страна на општината, но и тоа се случи на Раштански пат, но генерално гледаме другите проекти да ги работиме како што треба. Го направивме градскиот пазар, претходните градоначалници го проектирале, претходниот градоначалник го почнал, јас го завршив, имав доблест да ги поканам сите на отворањето, дојдоа сите, ја пресековме лентата, имаме прекрасен затворен пазар. Поштавме после 20 години тоа што не беше возможно и не беше замислено да работиме на кеот на реката Вардар. Велес беше од најмрачните градови во делот на улично осветување. Да. Сериозни направи проблеми енергетската криза, милионски суми општини на Велес изгуби, но смогнавме сили, избравме добра квалитетна фирма, квалитетни светилки. Велес моментално можам да кажам дека е еден од најубаво осветлените наши градови, над 5000 светилки се сменети. Тоа е договор со Телеком кој што го плаќаме на 3 години одложено плаќање. Тоа може општината да си го дозволи да го направи. Навистина имаме добро осветување, добро фактички димирање, заштеда сериозни финансиски средства. Сега сметките се многу помали, заради тоа што на тој начин заштедивме огромен број на средства кои што ги вложуваме сега во други цели. Секоја чест работи домаќински би рекол, ајде неколку пати спомнуваме емисијата, но никога да ја отвориме темата поврзана со спортот, нешто што представува според мене можеби најефтиниот рекламирање на една држава. Значи спортистите се луѓе кои што нели најефтино не представуваат во светот, не говорам ефтино во пари говорам, иначе нивниот успех е нели непроценлив. Еден од најзначајните проекти е во Велес што се случува реконструкција на атлетската патека по 4 децении. Ова се случи со поддршка на Министерството за спорт и министерот Борко Ристовски. Кажи ми, Марко, колку е важно да се инвестира во спортска инфраструктура? Не е само ова, има повеќе работи, се надам ќе ги кажеш сите, особено ако се има предвид дека Велес од секогаш бил расадник на врни спортисти. Значи и на локално ниво, меѓутоа и голем број на репрезентативци во сите спортови. Докаде сме со спортот, со вложувањето во спортот во Велес? Вака се би ги поделил јас на две работи. Зборам пред се спортската инфраструктура и генерално зборам за спортот. Така, да.
пошто јас имам 2 малолетни деца, овој начин на живот на младите генерации е поврзан со седење дома пред телефон, Да, на социјални мрежи социјални мрежи и една од работите која што вака си ги имав поставено за цел дека колку можам ќе вложам во детски качења и спортски содржини, се со цел да ги изведам децата од дома фактички, да и моите и сите деца кои што се на територијата на општина Велес. Јас сум горд кој што како пред се како човек која гледам дека секоја вечер сите спортско-рекреативни комплекси и качења се полни со деца, со родители кои што играат, трчаат и се рекреираат. Нема поголем успех, верувајте. Да, и задоволство. Да тргнеме тоа настрана подземна инфраструктура, надземна инфраструктура, се друго што значи многу пари. Да. Поголемо богатство од тоа да ги гледаш децата како спортуваат и рекреираат нема. И затоа ние уште првиот ден се зафативме со сериозни вложувања во делот на спортската инфраструктура. И тоа ми беше пред се да помогнеме во делот на надвршната инфраструктура. И ќе спомнам неколку кои што навистина ми се многу битни. Се Велешани го знаат Симпо, заради тоа што во близина на тоа спортско игралиште беше оној салон на Симпо, да, кој што денеска го нема. Тоа беше првото игралиште за кошарка кое што го направивме во Велес. Целосно реконструирано од денеска користат многу наши сограѓани. И врз основа на тоа и прифаќањето на граѓаните ме мотивираше тоа да го зголемам. Дополнително направивме одличен спортско-рекреативен комплекс зад гимназијата, зад Кочорацин и зад средното школо Димитар Чуповски, каде што ја заборив да кажам дека работиме фасадата со поддршка на Министерството за образование преку владата. Тука направивме едно игралиште за фудбал, едно потоа што тие беа направени, но беа во многу лоша очена состојба. Едно за целосно, да. Значи за кошарка со последна подлога која што е призната од ФИБА за фудбал и едно помало игралиште за фудбал со вештачка трева. После го направивме спортско-рекреативниот комплекс кој што е еден од најубавите. Таму има многу содржини, дополнително има 4 патики за трчање. Браво. Со тоа што не се оние стандардните, туку со помала метража, но навистина изгледа предобро. Направивме спортско-рекреативен комплекс во една од незаборавените населби Превалец. Таа беше скроз надвор од замисата дека таму луѓе живеат од претходните власти. Дополнително во близина на автобуската станица направивме едно за фудбал, едно за кошарка, сега детско каче. Нема дел во нашиот град каде што е возможно да се постават оние детски реквизити да не бидат поставени. И врз основа на тоа почнавме да вложуваме во скоро на сите населени места, во Иванковци, во Карасари, во Башино село и на други места, и навистина тоа што го замислував навистина и се оствари. Масовно се користат, ако се користат масовно, децата се завлегуваат во спортот и после навлегуваат и во масовно тренирање, дали е тоа на кошарка, дали е тоа на фудбал, дали е тоа на Порако ме сте познати по одбојка, многу велесен по многу спортови познат. Да, може би во моментов и нема некои тимови кои што играат во супер лиги, но тоа е процес кој што се доаѓа сам по себе, секаде, тоа е многу нормално. Тоа е заради тоа што наследивме состојба таква каква што е и не можеме се наеднаш, значи првен ги ставивме фокусот на изградба на спортска инфраструктура, се реконструира неколку спортски сали, зборувам Васил Говинов се реконструираше. Киро и Методи школото, во гимназијата Кочорацин се реконструираше спортската сала. Сега ќе се реконструира салата Гимиџи, она е гордост на Велес и гордост на Македонија. Таму има надпревари кои што јас од детство ги памтам, каде што и кошарката, прекушител Вадар и борец како ракомет знаел да прими 4000 луѓе. Сега во одбојката сме, можеме да кажем, најдобри во делот на спортот, заради тоа што сме втори во она прва лига и многу деца анимираат, многу деца и машки и девојчиња тренираат. Имаме спортски клубови кои што се занимаваат со кошарка, може не сме меѓу најдобрите или не сме во она посакувана лига, но многу ми е побитно мене што многу деца се во тренажен процес. За жал
можеби тука приватниот сектор не е доволно заинтересиран за вложување во спортот, но доколку има сериозен приватен субјект кој што би значил вложување во спортот по-професионално со финансиски средства, јас стојам на располагање тоа дополнително да го поддржам. Така да тие се работите кои што сакам да ги кажам. А ова што го спомнавте во делот на атлетската патика, да, тоа беше барање на граѓаните повеќе од 40 години. Ја направивме, јас редовно ја поседувам, можеби не секој ден, ама на 2-3 дена, тоа е профилна со тартар направена со сите марифети. Тоа е по сите стандарди, по сите процедури. Така. Тоа е вградено на времето, пред многу години, за организирање на поголем настан. Тоа исто како што е патеката во Скопје, тоа е по сите стандарди за организирање и на 400 метри круг. 400 метри круг, 6 до 100 метра со 8. Така, управо по сите стандарди, по сите стандарди може да се организират и балкански, можеби и европски првенства. Дополнително, не знам, за промоција на спортот организираме многу турнири и за фудбал, и за кошарка. 3-4 години, трчаме низ градот во чест на Рацин, трче за Рацин, тоа е се направено за да живее градот 365 дена, но и да го поддржиме на некој начин нормалниот начин на живот во нашиот град. Да, се гледа колку љубов збориш за својот град, тоа е добро. Во Велес започна и процес на имплементација на системот Safe City. Кога почна тоа овде во Скопје, Кумановите, тоа мислам беше првата приказна, имаше различни реакции на граѓаните. Меѓутоа, факт е дека неколку месеци кога е имплементиран Safe City во Скопје станатите работи, за 90% се намалени и сообраќајните незгодни и смртните последици кај луѓе до сите работи. Во секој случај се работи за нешто многу добро. Според најавите во Велес, камерите ќе регистрираат непрописно паркирање, поменување на црвено светло, брзо возење и други прекршоци. И се тоа би требало да профункционира до крајот на месецов, отприлика до јули. Што мислите, дали ова мерка ќе придонесе за поголема безбедност во сообраќајот и какви се реакциите вака првични на велешани за ова? Граѓаните бараат да има ред и да има фактички да важат законите за сите. Велес во изметиве неколку години доби и хоризонтална и вертикална сигнализација на многу доби и лижишки полицајци. Тоа е врснова на барањето на нашите сограѓани за да можат можем да кажам несовесните мал број на сограѓани кои што навистина возат брзо, не направат проблем кој што може да го направат. Нема цена човечки живот, нема. Ние имавме за жал неколку трагедии во Велес кои го потресија Велес и Република Македонија, но има трагедии и тука, во Скопје на секаде, но верувајте дека секоја една реформа која што значи заштита на животот на граѓаните, сите ние мораме да ја поддржиме и да ја подобриме. Секогаш ти има одреден процент на луѓе кои што нема да го нагодуваат. Но верувај дека ти луѓе што и да направиш, те дадат мана. Што добро и да направиш, на крај ќе не чини ова. На крај нема да чини. И да чини се ти ќе рече нема на таа раскрстница. Или па не треба тука да биде, треба погора да биде. Така да, јас сум среќен што Велес веќе се поставени камерите по Велес. Деновиве има поврзување на тие што не се поврзани и очекувам да поработат и да придонесе дополнително за безбедноста на нашите сограѓани. Ако можам јас да почитувам брзина, да ставам кајш, да возам мотор, да ставам кацига, секој еден мора да го прави тоа. Ако важат законите за мене, за сите мора да важат. За да не се случи некоја трагедија, па утре да имаме зошто бива вака, зошто бива онака. И јас очекувам дека во наредниот период ќе се прошири мрежата на поставување на камери во сесите на град Велес. Заради тоа што мислам дека има уште неколку точки кои што сметам дека треба да има камери. И ти ги знаеме тие црни точки така се викаат. Сега ние во Велес врз основа на комуникациите што имаме прекрасно со министерот и со службите на министерството, со началникот на СВР Велес, се покриени сите влезови излези и централното градско подрачје. Одлично. Но имаме уште неколку точки кои што сме ги зборувале, кои што ја очекувам во наредниот период да бидат поставени. Од мнозинството наши сограѓани
оваа мерка и оваа реформа, можем да кажем, е поддржана. Да. И што е најинтересна работа, во една вечер во Скопје, во една вечер научија да возат на 50. Буквално, од утре вика важи, од сите веќе воза 50. Другиот ден немаше веќе онака, нели, некој да лудува да прави нешто. Тоа е така, заради тоа што ние сме сведоци по Скопје и во другите градови, посебно во ноќните сати, како што се вози, како што не се вози никаде. А дополнително, ако сакаме да бидеме членка на Европска унија, функционира. Така, ние ова сме го зборувале и сум го слушал јас пред 20-30 години во Германија. Да. Сега, кога дојде кај нас, мислам дека и тоа што го комуницирам со граѓаните е прифатливо, но тие што не се задоволни првен сами од себе нема да бидат незадоволни од системот. Па добре, и опозицијата направи дури пресконференција овде во Скопје, рече, знаеме дека има посебни таблички кои што се извадени од системот, тоа се на чернови на ВМРО ДПМНЕ со кои што не ги казнуваат. Мислам, вака колку беше креативна опозицијата околу сепситито, како го поздрави кој го постави. Затоа се наводи речи, мислам дека се уште тонат и тонат. Так. Рачуните во Велес на последните локални избори има 2530 гласа. Да, па чуш дека немаат ни раководство во моментов, дека не им се знае кај им се првите луѓе. Ама заради тоа што тимот кој што води локалната самоуправа и тимот кој што се позиционирани на позиција централна во збором за пратеници и одредени функционери, ние седнуваме и комуницираме за потребите на граѓаните и секојдневно работиме во интерес на граѓаните, а не како претходно. Така, секој на своја страна да се тера. Па тоа беше, како да кажем, и очекувано и вакви пресконференции кои што навистина јас како човек кога ќе ги слушам навистина не сум ги делил. Да, а замисли како ми е мене како поранешен портпарол кога ќе чујам нешто такво. Да не знам што да одговорам на таква работа, нели? Ајде за крај ви сакам нешто една многу интересна тема да отворам со тебе, не секојдневна, актуелна, но исклучително важна, која што лично кај мене буди вака голема почит кон тебе. Надвор од ова што си градоначалник, буди една голема почит како човек. Ти отворено зборуваш за тоа дека имаш дислекција и дека еден од најгласните поддржувачи на луѓето кои што се сочуваат со оваа состојба. Колку е важно јавните личности да зборуваат отворено за вакви предизвици и како општеството да ја прифати пораката дека различностите не се пречки, туку богатство и дека сите заслужуваат на некој начин еднакви можности? Добро, оваа е тема, ја покрај она што зборам со емоции, со чувства за работата, ова е навистина едно внатрешно длабоко чувство, кое што се обидувам 4,5 години да го зборам, не само за дислексијата, за дискографија, за дискалкулација, за аутизам и за други состојби кои што ги имаат нашите сограѓани. Вака, кога зборувам за дислексија и првото мое излегување и зборување, верувате дека јас истиот ден добив илјадници пораки и повици од мои сограѓани кои што можам да кажам дека нивните деца сумњаат дека имаат нешто такво. Заради тоа што тоа е докажано дека ова говорно подрачје има помеѓу 10 и 15% од децата потешкоти во читањето, во пишувањето, во изразувањето. Тоа не е голем, поточно тоа не е мал процент. Тоа е 2 до 3 деца во секој клас. Замислете колку класови имаме, колку школи имаме и колку деца се во тој. Колку голем проблемот. Прва работа, сакав да ги смирам фактички родителите дека тоа не е ништо страшно, фактички не е тоа болест. Да. Тоа е состојба на мозокот, заради тоа што едната хемисфера е поразвина од другата и прави проблема во делот на очи, мозок и уста. Фактички тоа е конекцијата. И ти некоја работа ја гледаш, ти се меша и не можеш да ја кажеш соодветно. Па едни од најпознатите и популарни ликови во светот имаат дислекција, за тоа зборуваат. Затоа, не знам, имаме здружение во Македонија Ајнштајн, заради тоа што Ајнштајн имал дислекција. И дополнително, покрај тоа што сакав да ги смирам родителите дека не е ништо страшно и дека со тоа може да се заврши основно и средно образование и факултет, врз основа на мој пример, и може да се успее и успешно да се води една институција, независно дали е тоа општина или нешто друго, дека со добра техника, со добро работење, правилно работење, може да се подобрат тие вештини. Заради тоа што ако го оставите детето со таква состојба,
А дополнително, за жал, се уште имаме ние несакани појави во самото школа, каде што се навредуваат. Тоа дете се затвора. И обично тргнува по лоши патиштата, како асоцијален станува на некој начин. Така. И тргнува во секогаш е понервозно, секогаш бил поотфрлено од средината, посегнува по несакани работи и фактички сваќа дека општеството го отфрливо и не се чувствува безбедно. Така да ја секојдневно се обидувам и да им укажам на родителите, но секако многу е битно и да ги подготвим и наставниците за да ги детектираат и деца и тие деца да им помогнат во делот на образовниот процес. Најтешка работа е на човек со дислексија да го начиташ да чита. Така. Еве, има начини. Дали е тоа преку говорни помагала. Така. Дали тоа остави го да чита во себе или подолг временски период. Има многу начини, има фонд за сега за дислексија, има техники за дислексија. Так. Тоа многу побрзо ќе го свати и ќе го совода материјалот. Јас многу пати сум зборувал, иако секогаш кога зборувам на оваа тема и кога ќе ја суште мајка ми ова моје зборување, секогаш и солзи и течат. Значи, јас испит можам да спремам со едно нејзино читање. Так. Ако сум сконцентриран, ако го примам текстот во мир, во тишина, со сигурна личност, нема потреба да го читам, туку да го слушам. Ако ти нешто скратено, нешто ти е додадено. Така да, за оваа тема се борам, ќе се борам, не само за оваа тема и за другите, некако сум посебентален во овој дел и можам да ги разберам сите што имаат некаква потешкотија и се трудам да ги посоветувам да ги поддржат и на образовниот процес на оние ученици, овие деца, заради тоа што навистина им е потребно. Треба да се чувствуваат многу сигурно и многу безбедно за да дадат својот максимум. Така да за оваа тема можам да зборувам многу. За жал јас се открив многу касно, открив пред 7 години. Така. И од тогаш фактички почнав да изучувам, да одам на часови, да тренирам, да ги применувам техниките. Поминав долг период на образовен период со многу потешкоти. Основно образование, кога се описменуваме, ми беше навистина многу тежок. Средно образование, високо образование, никогаш јас не сум бил одличен ученик. Така. И тоа го зборувам дека не треба сите да бидат одлични ученици па за да успее во животот. Так. Не сум сакал да читам, македонски ми било проблем, но нешто ти е скратено, нешто ти е додадено, ги гледаш, може поинаку работите, поубаво го разбираш тој што има проблем и навистина го поддржуваш. Така да ќе се борам за оваа тема. Јас ти посакувам и понатаму да продолжиш со ова хумана работа која што работиш, бидејќи се работи навистина за нешто кое што се гледа длабоко во тебе, емотивно го кажуваш и нешто кое што ќе биде помош за многу родители и деца, ако знаеме дека на овие простори некојаш знаеме и да имаме некои глупави стереотипи кои што ги отфрлаат самите луѓе од средината, кои што се само поразлични за нешто од нас, а и подобри можеби за други работи како што. Мене ми ова се посимпатично кога сме поразлични, така да. Така. Марко, беше посебно задоволство вечерва да бидеш овде гостин во Проверитас. Направивме еден прекрасен муабет, така опуштено ми помина емисија во дамна. Не сум имал така опуштен разговор. Мене ми останува да ти посакам од дното на душата пред се многу здравје, радост и среќа во приватниот живот. Тоа е најбитно во денешно време. Продолжи онака како што тераш до сега во градот Велес, во најубавиот град во Република Македонија и се надевам дека повторно ќе се имаме некој издание на Проверитас каде што ќе продолжиме онам каде што застанавме сега. Благодарам на поканата, навистина мене беше задоволство, споделив работи кои што ги живеам и ги доживувам секој дневно. Ова го правам јас секој ден, мислам дека се доближивме до многу теми кои што ги интересираат и Велешани и граѓаните на Република Македонија. Мислам дека кажавме многу работи не успеавме да кажеме, заради тоа што има уште многу што да се каже, но
Најбитно ми е што имам добра мисла и тимото околу мене така го советувам да правиме со душа и со срце заради тоа што овој народ навистина заслужува еден таков пристап. Секако спокојот е многу битен, благодарам за тоа што ми посакаве на приватен план заради тоа што ние кои што работиме ова позиција и други позиции јавни навистина сме изложени за многу невистини кои што кружат дали со намера, дали без намера и многу ми битен мене спокојот кој што треба да го имам дома. Значи, јас сум оженет човек, имам 2 прекрасни деца, имам прекрасна сопруга, се трудам да бидам нормален со моето најблиско обкружување и тоа им го посакувам на сите заради тоа што овие 4-5 години зборам на глобално живееме во едно несигурно, нестабилно време со многу војни, со многу противници кои што на дневна основа ја менјаваат работата и во светот, но ние сме многу кревки по тоа што кај нас во Република Македонија. Така, ти благодарам следаш. Почитувани гледачи, се надам дека оваа вечер ви уживавте во ова прекрасно издание на Проверитас. Следете не на сите мрежи. Ви благодарам за вниманието. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proVeritas.mk.